Почитувани, ја гледате и ја слушате петтата епизода на Час, серијалот дискусии за подобро образование, кое оваа недела ја посветивме на средношколското организирање. Дискутираме за тоа колку се слуша гласот на средношколците, дали тие имаат влијание на начинот на кој се одвива нивното образование и дали некој ги консултира во одлучувањето. На овие теми со нас во студиото денеска се Вероника Станоевска, средношколка, председателка на средношколската заедница на Средното медицинско училиште на град Скопје доктор Панче Караѓозов, Гораст Ордановски, 4-та година средношколец, исто така председател на Средношколската заедница на гимназијата Георги Димитров од Скопје и Мартина Илиевска од Младинскиот образовен форум. Ви благодарам на сите најпрвин за вашето присуство. Би започнал прво со вас средношколците. Опишете ни, Вероника и Гораст, каква е состојбата во вашите училишта во моментов, колку како средношколци сте организирани и колку се слуша и почитува вашето мислење за начинот на тоа како се одвива вашето образование. Еве од Вероника ви почнам. Па видете, имаме, значи, како што знаете, јас сум председател на училишната заедница. Постои една хиерархија на работењето и организирањето на сите ученици во нашата школа. Прво, почевме ние со сепарирање на учениците по одредени оддели секции, во однос на тоа што има заинтересираност. Моментално имаме драмска секција, секција за екологија. Постои исто така нешто ново што се јави и се истакна некакви новинарски интереси, па имаме училишен весник, кој што еднаш до два пати месечно излегува. Одредени проблеми доколку има во училиштето, без разлика од кој аспект, значи дали се работи за одредени потреби од аспект на, не знам, како материјали при наставните програми кои што се потребни, или пак одредени проблеми кои што се интерни во самото школо, со професори и слично, се истакнуваат како предлози на тие состаноци во на нашите средби. Така да никој предлог не е лош и никој проблем не е несовладлив, секако во однос на тоа што е пореално и кои што се нашите можности, се одвива супер моментално организацијата, особено оваа година, така да продолжуваме така. Потоа вие како председателка претпоставувам ги пренесувате тие забелешки и проблеми понатаму, каде поточно кај наставниците или кај управата на школото, кај директорот? Па видете, ако има, значи во зависност од каков е проблемот, така се одеме. Или не мора секогаш да е проблем секако како песимистички настапив, може да се работи за одреден интерес, например сакаме да правиме биологија и истражување, тогаш се насочуваме кон професорите по биологија. И има рамноправно, мислам, ова се уште не е воспоставено, меѓутоа сметам дека треба така да се одвива, да поради тоа што има професори кои што повеќе професори предаваат ист предмет, па по гласање рамноправно на учениците кој професор сакаат да биде и секако доколку е во можност да помогне. Сега спомнав биологија, значи без разлика зашто, или пак ако има одредени проблеми од аспект на или некакви дилеми за екскурзии, за инвентар, за материјали, тогаш се работи со педагог-психолог, педагошко-психолошката служба или директно кон директорот. Гораст, тебе како е вашиот пример? Најпрво сакам да се заблагодарам за поканата да присуствувам тука. Јас сум председател на училишната заедница на Георги Димитров оваа година и морам да кажам дека сум доста задоволен на начинот на кој работиме оваа година како училишна заедница. Најпрво ќе започнеме од тоа како ние работиме како училишна заедница, а потоа ќе продолжам со тоа како до каде може училишната заедница да оди со донесувањето на нови иницијативи и самото реализирање на истите. Училишната заедница на почетокот од годината се избираат по двајца ученици од секој клас кои што ќе присуствуваат на училишната заедница на првиот состанок, каде што кој е предводена од самите професори. Има два професори кои што се надлежни да ги водат овие училишни заедници. Кај нас е психологот и професорката по социологија, каде што на првиот состанок се гласа кој ќе биде председател на училишната заедница, кој ќе биде председател на прва година, на втора година, на трета и на четврта година, односно генерацијски председател. И со сите овие функции ние добиваме одредени задачи.
Оваа година, за разлика од претходната, помина многу полесно со гласањето, односно одеше по еден демократски и начин на кој што за еден состанок успеавме да изгласаме да ги изгласаме сите функции кои што се потребни. И понатака ние, нели, јас како председател добив задача да ги водам сите понатамошни состаноци на училишната заедница кои што се, нели, круцијални за тоа како ние ќе имаме, нели, некаков удел во одлучувањето на училишната заедница. А понатаму сакам да продолжам со тоа да го изјаснам моето мислење дека училишната заедница е многу добро поддржана во Ѓорги Димитров и од кадарот на професори и директорот. Многу добро соработуваме. Директорот е отворен за било какво реализирање на одредени настани, нели, поставување на паноа и така натаму. На дневен ред на првиот состанок беа точките ставање на нови сапунјери во вецињата на Ѓорги Димитров за подобрување на хигиената, бидејќи се сочуваме како млади ученици со проблем да некој ги вандализираат тие и не сме во состојба да ја одржуваме хигиената, па затоа во процес е, нели, поставувањето на нови сапунјери. Од училишната заедница беа исто така поставени на Ѓорги Димитров и нови паноа, каде што може учениците да се информираат за тоа што ќе се случува во школото. На пат сме да формираме и дебатниот клуб во Ѓорги Димитров, драмската секција, секцијата каде што може, нели, да се изразат талентите на многу млади ученици кои што досега го немале, немале шансата да присуствуваат на такво нешто. И сметам дека оваа соработка, доколку продолжи така помеѓу училиштето и училишната заедница, би стигнале до едно ниво каде што учениците би имале многу поголем удел за тоа како ние работиме и што се одлучуваме во нашето училиште. Добро, ќе продолжиме и понатаму со малку повеќе детали околу средношколската заедница, како таа функционира. Сега би продолжил, Мартина, со вас. Пред само 2 дена беше презентирано најново истражување за учеството на средношколците во носењето одлуки на училиштата, Сдруженијето Леат и Фондацијата Конрад Аденауер. Во него прилично загрижувачки бројки. Мнозинството средношколци велат не ги знаат своите права, 65% од анкетираните изјавиле дека никогаш не учествувале во работните тела на училиштето, како што се наставничкиот совет, советот на родителите, додека половина од средношколците сметаат дека малку или воопшто не се цени нивното мислење. Колку во македонските средни училишта во моментов има демократија или автократија и еве која е потребата и важноста на тие училишни заедници? Гледаме еве од примеров на Гораст и Вероника дека има задоволство од учениците кога се организирани. Фала ти, Даниел. Да, се промовираше најновото истражување кое го направија Лит и Конрад Аденауер. Бев дел, потоа имаше и работни групи, каде што токму овие дички беа во една од работните групи, можеа да кажат своето мислење. Податоците, да, се загрижувачки, не само податоците од тоа истражување, МОВ како организација години назад работи на средношколско организирање и до сега имаме дојдено до многу поразителни податоци, каде што знаеме дека има средношколски организации кои што не се функционални, постојат само на хартија. Голем дел од децата не знаат дека постојат. Најголем проблем е тоа што самите ученици не ни знаат каква моќ може да има таа средношколска заедница и кои се нивните права кои што можат потоа да ги остварат преку таа организација во рамките на училиштата. Никогаш не можеме да го бараме проблемот кај учениците, барам според мене, учениците се тука најмалку виновни за нивната информираност. Сметам дека проблемот е негдека погоре и дека информациите треба да дојдат од самото училиште, од професорите, од управата, од психолошко-педагошката служба, каде што тие информации ќе ги пренесат на учениците. Има примери каде што средношколски организации функционирале одлично, но тие организации знаеме дека имаат одреден временско период кога тие постојат, односно учениците завршуваат со образованието во средното училиште
И не можеме ние да очекуваме дека токму тие ќе бидат таа меморија на организацијата која потоа искуството ќе го принесат на другите ученици кои ќе се запишат наредната година, бидејќи тие кои ќе завршат четврта, одат на факултет или се вработуваат, не е важно, немаат никаква обврска веќе со таа организација. Тука сметам дека треба самите професори да бидат таа организацијска меморија кои подоцна ќе ги обучат новите ученици кои ќе дојдат во организацијата. Во однос на самите средношколски организации, сакам да напоменам неколку работи за да станат малку појасни за самите средношколци, што се самите тие средношколски организации, која е нивната цел во самите училишта. Многу е важно дека тие се организации во рамките на училиштата. Тие се оформени од ученици и се координирани, односно внатре тоа тело го водат самите ученици. Да, имаат помош од учениците, но се водени имаат помош од професорите, но се водени од самите ученици и они одлучуваат што таа организација понатаму ќе работи. Таа организација треба да има една цел, а тоа е штитење и промоција на правата и интересите на сите средношколци во тоа училиште. Ќе раскринам оваа цел само малку ќе раскринам да стане малку појасно. Кои се тие права кои што ги имаат средношколците, односно има фундаментални права кои ги имаат средношколците, тоа е оние слобода на говор, слобода на здружување, каде што ние знаеме неколку години назад, доколку се вратиме, знаеме колку им беа прекршувани овие фундаментални права на средношколците. Потоа права кои се поврзани со самиот образован процес, односно они можат да влијаат во самите програми кои што ги изучуваат, односно бараат нови предмети, воведување на некои неформални активности, неформални предавања и слично. Самата средина во која што работат, знаеме дека има насилство во самите училишта, има булинг, има слично, каде што они можат да влијаат на подобрување на самата атмосфера во училиштето. Економските интереси на средношколците може да влијаат на одредени попусти, оние картички се многу популарни за попуст или ослободување на некакви трошоци во рамките на самото образование, не знам, за материјали или слично. И општествени интереси каде што најчесто средношколците можат да гледаат токму во овој дел, остварување на општествени интереси како на пример дополнителни културни настани, спортски турнири, забави, концерти и слично, кои што средношколските организации ги организираат. Мислам дека главниот проблем за лошата ситуација во Македонија не е информираноста на учениците и мислам дека самите ученици треба да се информираат, но треба и да се поттикнат малку од внатре, за да можат да оформат самата средношколска седница и да знаат потоа да си ги бараат правата и да си работат компактно. Гледаме дека има деца, мислам во понеделникот видовме дека имаше многу деца кои што имаат ентузијазам, сакаат да работат, сакаат да остварат нешто, но треба малку да се поттикнат и да им се даде ветар во грб, што се вика, за да ги остварат нивните интереси. Вероника, во ова истражување се наведува дека средношколците се соочуваат со голем број на предизвици, отсуство на педагошки пристап кај професорите, авторитативност кон учениците од страна на професорите, застарени методи на предавање, како проблем бил истакнат и фаворизирањето ученици, неконзистентни критериуми во оценувањето и слично. Надвор од таа настава, тука се хигиената, грењето како проблеми се споменуваат, додека кај стручните училишта и недостаток на инвентар кој што им е потребен за реализирање на наставата. Иако претпоставувам дека помеѓу училиштата има големи разлики во ова, еве сакам да ве прашам со какви проблеми вие се соочувате како средношколци и колку сте консултирани еве за овие проблеми. Значи овдека се споменува и тоа водењето на настава, се споменува и некои пропусти и проблеми во начинот на комуникација помеѓу ученици и професори. Колку вие се консултираат професорите, директорот, наставниците, училишните служби, колку ве консултираат во водењето на образовниот процес? Така, видете, значи оваа организација може да постои, кај нас за среќа постои, јас моментално сум оваа година и сум потполно запознаена со целата ситуација во нашето училиште. Меѓутоа,
Организацијата треба да постои, но да се формализира како тело на самото училиште, како што постои советот на родители, како што постои наставничкиот совет, тоа не е возможно. Барем сега за сега толку колку што имавме ние информации, дека се соочуваме со секакви проблеми, секако постојат, вие наброивте многу. Имаме потполна подршка од педагошко-психолошкиот тим, од наставниците, дека има исклучоци, дека има застарени методи, тоа секако може во моментов не е нешто што ние можеме да го направиме. Имало анкети кај нас во нашата школа, значи се спровеле дали имаме одредени проблеми, баш оваа година сега пред некоја недела имаше спроведена анкета дали има одреден проблем со некои професори, со некој начин на пренесување на одредена наставна програма, заради тоа што јас сум во медицинско училиште и многу е потребен еден малку поприсен начин да се доловат сите тие содржини, заради тоа што сепак е нашата улога многу одговорна. Меѓутоа, не можеме ние толку да влијаеме, не сме се уште толку силни и немаме толкаво право да говориме и не сме секако компетентни за одредени професори или вакви, меѓутоа како проблем, доколку се јави од поголем број на ученици, тогаш секако се изнесува и од аспект на несоодветно работење, фаворизирање на ученици, одредено негативно однесување кон ученици, значи без разлика дали позитивно или негативно се фаворизирање. Така да како организација постоиме, меѓутоа она потполна моќ ние ја немаме. И не е потребно, мислам дека да ја имаме. Значи имаше неколку текстови во изминатиот период во кој што на некој начин се вулгаризираше тоа средношколско учество, типот на они се прашуваат само кога треба каде ќе одат на матура или слично, меѓутоа за посуштински работи го немаат гласот во самите средни училишта. Па еве конкретно да прашам дали учествувате, не знам, во организација на самиот наставен план. Споменавте дека преку анкети се испитувало тоа мислење на студентите. Не знам од тоа која агенција за обезбедување ќе го обезбедува училиштето, што исто така е на некој начин проблем и на средношколците и на професорите и на директорот, и кој на крај пресекува во сето тоа. Дали вие имате барем некаков удел во одлучувањето конечно за овие некои прашања? Така, видете, оваа година почнавме многу посериозно да се води организацијата, барем, еве, се уште сме на почеток, јас сум само оваа година моментално председател на училишната заедница, така да се надевам дека ќе продолжиме, имаме доста ентузијастични деца кои што се спремни за работа. Од аспект на тоа кој пресекува, не можам се уште да ви кажам со сигурност, меѓутоа дека има одреден удел и дека нашиот глас дека не е толку занемарен и дека во никој случај не би можела да кажам дека сме безгласна буква, заради тоа што ви реков, имаме анкети, дали имавме некакви проблеми со професори, дали има проблеми со наставна програма, со материјали или пак екскурзиите обавезно се коментираат, мислам тоа без збор или такви некои работи кои што директно зависат од нас. Меѓутоа ете како неформална организација можам да кажам, не сме доволно, ја немаме таа моќ да ние пресечеме се. И мислам дека не треба да ја имаме, меѓутоа сите одредени интереси, проблеми и потреби на учениците се издаваат, значи има каде да се соопштат, има кој да ги слушне. Па сега не сме и тие ние кои што ќе видиме дали тоа е во ред или не е во ред. И секако на организациите доаѓаат председатели на класовите, како најкомпетентни ученици кои што ќе видат дали тоа е реално или не е реално. Ако е реално и ако има мнозинството гласа да се создаде, без разлика дали се работи за нешто кое што реално не е под наша надлежност, а има големо мнозинство тоа што не се смени. Да. Гораст, еве, пред да започнеме со дискусијава, вие кажавте малку релативно поинаков став од Вероника. Вие застапувате за тоа дека не треба да се мешате во одредени работи кои што ги носи управата на училиштето, но еве сакам да прашам каква е таа внатрешна организација на вашата средношколска заедница и како се носат одлуките и каде тие на крај се канализираат и за какви се прашања се одлучува? Да, значи јас сметам дека како искусен средношколец кој поминал веќе 4 години во
овој дел од образованието, сметам дека не треба да имаме таа мок, таа сила да одлучуваме на ниво на кое што одлучува директорот и професорите за некои работи кои што се случуваат во школото. Зошто? Кога започнуваме со средно школа, ние имаме 14 или 15 години, а кога завршуваме имаме 18. Во тие 3 години ние го променуваме начинот на облекување, на размислување, созреваме целосно и сме потполно различни личности кога завршуваме со нашето средно образование. Сметам дека не треба да имаме силата да дочуваме до тоа ниво ние што ќе се случува, бидејќи тоа може да доведе до злоупотреба. Сум доживел и случаеви во Ѓорги Димитров, каде што некогаш им била дадена силата само да се искажат учениците пред директорот и дури да имат некаков удел во тоа како се однесува некој професор со некого, и тоа било злоупотребено, било донесено на тоа ниво каде што веќе не е ни вистинито, и сметам дека не може да се очекува од самите ученици да дојде до некој ниво на професионалност. Мојата идеја и мојата структура на тоа како треба да изгледа одлучувањето кај учениците е да има една хиерархија. Да не може, да речеме, ученик како јас кога сум бил прва година да одлучувам за нешто што ќе се случува во школото, а јас се уште не сум ни влезен во самото школо и не сум поминал ни неколку месеци во истото. Сметам дека треба според искуството и според годините да се варира авторитетот кој што го имаме, за да можеме нешто да одлучуваме. Што значи тоа? Например, во нашата училишна заедница се смета дека подобро е да имаме постар и поискусен председател, најчесто од 4-та година, некогаш се случувало, како што се случило и во училиштето на Вероника, да биде она од 3-та година, но не сметам дека треба да помине под 3-та година, бидејќи тоа е веќе учениците од 1-та и 2-та година не се на тоа ниво да го имаат истото искуство како што ние од 3-та и 4-та го имаме, и сметам дека таа хиерархија мора да се одржи. Мислам дека хиерархијата е најбитниот дел од самото структурирање на училишните заедници. Така, но предпоставувам дека учениците од 1-та и 2-та година, например, можат да дојдат кај председателот на ученичката заедница да кажат ако имаат одреден проблем, да се посоветуваат со вас. Да, на начинот на кој што јас преферирав да се структурира и така и се случи по гласањето за како да изгледа структурата во Ѓорги Димитров, е на начинот каде што како што напоменав, имаме председатели на генерации и председател на самата училишна заедница, каде што например има проблем во 1-та година, председателот на генерацијата од 1-та година е известен, он одлучува дали како председател тоа е доволно релевантно и доволно битно да се пренесе на самиот состанок на училишната заедница, а јас како председател на самата училишна заедница на крајот одлучувам дали треба тоа воопшто да се пренесе кај директорот или пак кај службите кои што се надлежни за тој проблем. Но останувам на ставот дека не треба да имаме таа сила и мок да можеме ние да учуваме, бидејќи се уште не сме свесни, не сме истренирани, немаме поминато никаков вид на формално образование, формални курсеви, каде што ние сме научени како ние треба да одлучуваме и слично. Значи може начинот на анкетирање, консултации и слично да доведат до плюс за нас и да имаме некаков удел во тоа како го правиме ние тоа, но не сметам дека треба да го имаме ние крајниот збор или пак некаков глас за повисоки проблеми во училиштето. Така, Мартина, во тек е подготовка на новиот предлог закон за средно образование. Вие заедно со коалицијата Сега и Медјаши, како Младински образовен форум, сте вклучени во тој процес и застапувате посебно во делот на средношколското образование одредена иницијатива. Еве, можете ли да не запознаете со тоа што вие би сакале да се промени во законот за што би сакале да се стави во законот за средно образование во делот на средношколското организирање и што тоа би допринело за самите средношколци? Значи ние уште од 2015 почнавме да работиме заедно со коалицијата Сега и Медјаши на една иницијатива за средношколско организирање. Во тој период направивме консултации во повеќе градови низ цела Македонија
со средношколци, професори и родители, за да видиме што е тоа што е потребно за за добро средношколско организирање и учество. Ги правевме консултациите на сите градови, потоа имаше една голема средба каде што сите тие препораки кои што се собра на таа голема консултативна средба беа сумирани и произлегоа еден вид на документ како иницијатива за предлог почнување на измена на закон. Тој процес продолжи оваа година, каде што веќе почнавме конкретно да работиме на промена на самиот закон. Веќе имавме истражувања, сите три организации долги години работат на полето на средношколско организирање, средношколски права, права на деца и слично. Така што оваа година почнавме конкретно да работиме, заедно добивме поддршка од Министерството за образование и наука и направивме конкретни измени кои би влегле во самиот закон. Она малце би објаснила структурата, не би навлегувала премногу во детали. Она што сакаме да влеземе е да се направи конкретно да се унифицира структурата на средношколската организација внатре во училиштето. Односно, како било тоа, во секој клас внатре учениците би избирале председател и подпредседател на легитимни избори, при тоа секој кандидат кој би сакал да се пријави за председател на класот мора да поднесе одредена документација како мотивационо писмо, да собере препораки од неговите соученици и слично. А дали тоа би го формализирало таа ученичка заедница на некој начин? Зашто зборуваше и Вероника дека сега фактички училиштето не го препознава како субјект. Да. Значи таа средношколска организација би била тело во склоп на самото училиште. Потоа како би одало нагоре, односно целиот тој процес на градење на самата организација, значи претседателите на класовите го прават парламентот на ниво на училиште, односно секој претседател на клас веќе е член на парламентот на нивото на училиштето. Кога ќе се оформи на првото заседание на парламентот или состанок, првиот состанок да речеме на тој парламент, тоа заседание е многу свечено. Да, многу свечено. Политичко. Значи на првиот состанок на тој парламент или организација или како и да ќе наречеме внатре во рамките на училиштето, самите ученици си бираат председатели на генерација, кои што потоа прават координативно тело од председателите, председател на организацијата, како што се Вероника и Гораст, секретар и подпредседател на самата организација, кои што ќе му помагаат на председателот да ги направи сите оние активности, сите застапувања и се што е потребно на самата организација. Многу важно, во рамките на средношколската организација мора да влезат двајца професори, кои што ќе бидат назначени од страна на директорот. Знам дека е проблем на прво кажување од страна на средношколците има гард, бидејќи го видовме тоа, но тоа е нешто што мора да се случи. Тие се оние кои што ќе бидат во самата организација и тие се оние кои што треба да бидат помош на самите средношколци. Претпоставувам и она меморија за која што зборувавте на почеток, да. Да, таа меморија на организацијата бидејќи може да се случи дури некој што е прва година, следната година да не биде председател, веќе да не биде во средношколската организација. Сакам малце само да се надоврзам на тоа што зборува Вероника и Гораст претходно за моќта кои што имаат средношколците што би можеле они да направат доколку имаат организација која што е внатре во самото училиште. Значи, она што средношколската заедница не е дека нема моќ, е само некаков собир на ученици. Значи, тоа е гласот на сите ученици во училиштата. Образовниот процес, односно средното училиште, средното образование, дека вие го поменувате, тоа не е само дел кој е образование, туку е образование и воспитание, многу важен дел кој најчесто во Македонија се заборава. Токму затоа средношколската заедница треба да е она која што е лид според мене во делот на воспитание, односно она кој што ќе води како самите средношколци потоа треба да научат да застапуваат, треба да станат активни граѓани подоцна од кои ќе излезат од средното училиште. Има три важни цели кои што да речеме активности кои што може да ги прават средношколците со таа средношколска заедница. Значи, едните се политички активности. Значи, не зборуваме за партиски, зборуваме за политички. Зборуваме за застапување, лобирање,
со цел да се изврши некакво влијание на оние кои што се надлежни во рамките на училиштето, дали е наставно научно, дали е директор, дали е служба, сеедно. Значи, видовме во изминатите години дека средношколците можат тоа да го направат, они се спремни. Видовме што направи средношколскиот пленум, влегоа, лобира, имаа состанок дури со Министерството за образование и наука. Не е дека средношколците не се спремни, не знаат тоа да го направат. Очигледно е дека можат, имаме веќе искуство со застапување од страна на средношколци. Дополнително може да направат менување на јавното мислење. Значи, доколку има проблем, да речеме, со расизам кај нас нема, но можеби сексизам, дискриминација во рамките на училиштето, никаков проблем, булинг, самата средношколска заедница може да влијае на менување на мислењето меѓу учениците. И дополнително, како можат сите овие две активности, да речеме, склоп на активности, како би можела, со организирање на сопствени организирање на сопствени настани. Односно, самите средношколски организации може да прават настани против дискриминација, може да направат настани за застапување, може да направат настани за, да речеме, размена на искуства, размена на знаење, доколку, не знам, средношколската заедница на Ѓорги Димитров веќе имаат искуство, подолго време имаат средношколска заедница, знаат како да се застапуваат, знаат како да ја раководат самата средношколска заедница, можат да направат, да речеме, тренинг, обука за средношколската заедница од медицинско, да се поврзат меѓу себе и да направат размена на тие искуства и знаења кои што ги имаат. Мартина, каква е одговорот на Министерството за образование за сега, само кусо за овие ваши иницијативи, каква е нивната реакција? Значи, иницијативата е веќе завршена, предлог текстот е готов, испратен е до Министерството за образование и наука. Моментално е во правната служба во Министерството за образование и наука, таму се разгледува. Последно што го знаеме дека предлогот ќе биде, иницијативата како предлог измена на законот ќе биде поднесена од страна на Министерството. Потоа ќе чекаме од пратениците, ќе лобираме кај пратениците да се изгласа оваа измена. Сега би сакал да преминам на организирање на национално ниво, односно онаа средношколска унија фамозна, која што јас колку што истражував претходниве денови, не успеав да најдам никакви податоци за таа унија, освен тоа дека се појавува во еден период заедно со средношколскиот пленум, со протестите, како организација која што вели ние сме единствено тело кое што ги застапува средношколците тогаш во тие неколку дена кога се преговараше со Министерството. Еве, колку вие сте запознати, например, со некои организации настрана од вашето училиште, кое што обединува повеќе и дали има потреба од таква организација која што би била повидлива, која што би функционирала малку поактивно? Па дека има потреба, јас сметам дека има потреба, заради тоа што, знаете, ние ќе дојде нож под грло и тогаш кога ние се обединуваме и правиме све заедно за да се реши проблема, така да доколку би постоело некое тело кое што ќе биде малку поформално од училишна заедница која што е само во средното училиште, тогаш мислам дека би било многу фино и секакви проблеми кои што би имало, нема да има потреба на толку бунтовен начин, некој дури како тиранија, некој го смета, знаете, да се решаваат. Ако постои, ако функционира, ако има некоја солидарност, се сплотиме сите, меѓутоа секако треба ние да го иницираме тоа, не може од нигде никаде да се создаде, сметам дека треба да биде. Инаку од аспект на групирање, спомнавте мултиетнички собери, моето училиште е составено од македонски паралелки и од албански паралелки. Така да можеби да кажам во однос па еднаков, пола-пола, можеби малку помалку се албанските паралелки, меѓутоа ние постојано имаме собери, имаме настани, сега ние сме секако медицинска струка и се најчесто на ден на здравството кога или не мора да има никаков повод, се собираме и одредени нови истражувања ако ги правиме или ако сме согледале некои работи и проекти ги презентираме, меѓутоа тоа е мултиетничко. И знаете, постојат тие проблеми постојано, меѓутоа мислам со тие собери кои што пред се иницирани, можам да кажам, од педагошко-психолошката служба, мислам дека се стварно потиснуваат на минимално ниво сите проблеми, така да
А иначе дека треба да постои една организација, значи која што ќе биде на национално ниво, сметам дека треба да постои. Еве Горас, кое е твоето мислење и дали еве можеби членувате во некаква средношколска унија и дали сте запознати со нивната работа? Јас околу средношколските унии, јас навистина за време на моето образование не сум слушнал тако нешто, не сум ниту пак членувал. Едно време постоеше едно привремено тело кое не се нарекуваше некаква унија, туку бевме само склоп од неколку луѓе од школите што го предводат тој бојкот, па се собиравме и одлучувавме за нешто, но тоа беше дел од студентскиот пленум. Но сметам дека треба да се фокусираме на самата дискриминација на градовите. Сметам дека преголем фокус е ставен на Скопје и тоа не е само за време на, односно не е само во образованието, туку е во целост и во сите политики на нашата држава. Значи, секогаш е побитно што се случува во Скопје. Јас се согласувам со тоа дека Скопје е најголемиот град и дека е нели од голема важност Скопје да е развиен град, но не сметам дека треба да дискриминираат останатите градови и општини кои што се помали. Например, имавме од Битола за време на настанот кој што едно дете од 3-та година од Јосип Брос Тито гимназијата, кои се пожали за тоа какви се самите услови во образованието во Битола, кој што е еден од поголемите градови во Република Македонија и кој што не се става никаков фокус. И затоа сметам дека целиот план овој кој што се прави и самата промена на овој закон треба да е фокусирана на целата територија на Република Македонија. Не можеме ние на градско ниво, само ако сме развиени во Скопје, да доживееме некаква реформа и подобро образование во Република Македонија доколку тоа не се фокусира на целата територија. Тоа значи и села, и градови. Значи јас сметам дека секоја средна школа треба да биде исто. Сите треба да се гледаме исто. Јас слушнав за еден, тоа мене ме потресе лично, еден случај во средна школа во град Скопје, каде што биле поделени албанските паралелки и македонските паралелки во различни смени. Тоа мене ме шокираше, бидејќи такви работи не смееме ние да дозволиме да се случуваат како ученици. За такви работи сметам дека ние треба да се побуниме. Не смее мене да ме разделува нешто бидејќи сум македонец од тоа што е албанец, особено временски да ме разделува само бидејќи он зборува на албански, јас на македонски. Сметам дека баш треба да не мешаат, треба да се научиме од средно образование, па дури од порано како треба да живееме ние со сите малцинства, без разлика дали на етничко ниво, дали на расно и слично, и сметам дека таквите видови на одделување се многу лоши и ги имаме како пример и нели како што напоменав, Скопје се одделува како побитен град за разлика од сите останати општини. Така, Мартина, еве овде би прашал дали во новиот закон би можело да се предвиди нешто вакво и кое веројатно би донело квалитет ако не за поголемите градови, тогаш да се чуе гласот и на тие средношколци кои доаѓаат од помалите средини. Јасно е дека средношколската заедница, средношколската унија не функционира. Последна активна промена која што има направена 2013 и последно појавување 2015 паралелно со средношколскиот пленум. Ние како иницијатива заедно со партнерите Меѓаш и коалиција сега сметавме дека ситуацијата во Македонија е таква каква што е со средношколските заедници, дел функционираат, дел не функционираат. Сметавме дека е најдобро прво натрешно во самите училишта да се направат функционални организации кои што ќе ги представуваат средношколците. Потоа оставивме отворено, значи има членови кои што се отворени, односно од кога тие средношколски заедници ќе се зајакнат и ќе се формираат во сите училишта на територија на Република Македонија, значи сега не зборуваме за Скопје, зборуваме за сите средни училишта на територија на Македонија. Од кога ќе се зајакнат, ќе се формираат, ќе почнат да работат, има можност истите да се здружат на локално ниво и на национално ниво. Но тоа го оставаме за понатаму, 2 години од кога ќе почне имплементацијата на новиот закон доколку го добијаме, да направат самите средношколци модел кој што сметаат дека е најсоодветен. Дали ќе направат унија на средношколци, дали тоа ќе биде повеќе помали здружувања на средношколски заедници на локално ниво.
дали ќе биде на регион. Тоа оставаме на самите средношколци да го увидат од самата пракса која ќе почнат со овие средношколски заедници да функционираат. Тука би сакал, Мартина, прашаме, влегуваме во последниот дел на емисијата, па малку пократки одговори би барал. Што и со она апатија и незаинтересираност на средношколците, колку тоа законски може да се охрабри и колку ќе треба и дополнително некаков поттик за да се отстрани таа апатија која што се гледа и низ ова последно истражување. Сведоци бевме на оние средношколски протести кои малку го разбудија духот на средношколците, но сведоци бевме и на оние немили сцени кога средношколци беа затварани во нивните училишта, да не можат да протестираат или пак охрабрувани да протестираат на одредени други протести, па еве што треба да се работи во тој аспект, да се подобрат малку самите активности на студентите во подобрување на тој граѓански дух. Не мислам дека се средношколците апатични, мислам дека се неинформирани. И единствено што гледаме дека мора да информациите мора да движат помеѓу средношколците. Односно, оние кои што се активни средношколци, значи еве гледаме дека има средношколци кои што сакаат да направат одредена промена, мора да шират таа информација помеѓу нивните соученици, нивните другари. Едноставно, има настан, ајде да одиме заедно, значи еден средношколец доколку заинтересира негов другар, значи се проширува целата мрежа на информирани и средношколци кои сакаат и се мотивирани да работат. Мислам дека единствено што може да направат средношколците да шират целата таа приказна, а од страна на училиштата и наставниците сметам дека во никој случај не сме да се повторат тие притисоци, да средношколците да не се пуштани слободно да изразуваат својата волја, да им се забранува да се здружуваат меѓу себе, да им се вршат притисоци. Сметам дека тоа мора да се отстрани што е можно побрзо и професорите ги гледаат овие средношколски заедници како гласот на самите ученици. Учениците се мнозинство во училиштето, доколку нема ученици, реално професорите нема да имаат работа. Значи да го спуштиме на најниско ниво. Тоа е гласот на самите ученици и професорите мора да бидат само помош и поддршка, а не кочница на средношколците да го изразуваат својата волја и своето право на глас, здружување и желба да работат и да направат некаква промена, дали е во училиштето, дали е во целото општество. Така, еве Вероника, колку вие еве во вашата средина, па не само во вашето училиште, туку и во разговор со врсници, со пријатели, со други средни училишта, воочувате незаинтересираност и апатија, која барем според информациите од истражувањето е последица на некаков страф на средношколците дека ќе добијат некоја казна доколку бидат поактивни, повеќе се истакнуваат и слично. Видете, се согласувам потполно, значи со низиниот исказ дека не се незаинтересирани, туку се неинформирани. Значи доколку се, видете, секој ученик има одреден интерес. Значи без разлика дали во правото школа се запишал и го учи правата насока, има одреден интерес, има одредена желба која што и нешто кое што ќе сака да го работи. Така да доколку ги информираме и доколку сме ние тие кои што ќе го организираме остварување на нивните интереси, нема да има незаинтересираност. Туку само ние сме тие кои што треба да го направиме информирањето и од нас да тргне, па потоа на кон пониско и сите пониски структури да се расширува. Така да сите и јас за тоа и кажувам на состаноците кога ги држиме дека треба, ако има одредена некоја желба или нешто кое што сака да потикнат одредена иницијатива без разлика од која област е, може да се формира, може да се склопат и ќе се едноставно оствари тоа, така да не се работи за незаинтересираност, туку баш поради таа неинформираност. Еве горе за да завршиме со вас, ми споменавте дека во прва година бевте кога се случуваа оние протести на средношколскиот пленум. Еве како вие во текот на образование влијаеше тој изблик на активизам во тој период и колку ја промени вашиот интерес кон активизам во рамките и на училиштето и на заедницата? Да, значи тоа што и јас го напоменав за време на тој настан кој што беше одржан од Кондрата на Наур е дека
се согласувам со сите што претходно напомена дека треба да ни информираат колку ние сме способни за нешто да направиме. Јас до ден денес каде што сум стигнат да сум председател на училишната заедница не е поради тоа што некој мене ми информираше за тоа, туку бидејќи едноставно се погоди така да јас во прва година бидам предводникот на делот целата екипа на предводници кои што излегува и самите сватија дека ние можеме нешто да промениме во самото образование и во самото наше општество. И тоа мене ме мотивираше како човек да сега јас и во 4-та година и покрај тоа што јас завршувам веќе со моето образование, уште да се борам за да имам подобри права, за да можам да до некој ниво одлучувам за нешто во школото и да можам да направам некаква промена. Ова сметам дека нема да го искусат сите што јас сум успел да го искусам и сите останати кои што беа дел од средното образование за време на протестите. Јас имам помали браќа кои не беа дел од тоа и кои уште не се свесни што може они да променат во нивното за време на нивното средно образование. Така што мора да се информираат учениците, без разлика дали ќе биде тоа со лекции по историја за тоа колку порано студентите промениле во 68-ма, дали е во 2014-та протестите што се случува, дека можеме ние како млади да промениме нешто. Јас сметам дека дел зошто не се реализира тоа е поради еден страв кој го имаат поголемите авторитети од нас, дека можеме премногу па да смениме нешто, да можеме да излеземе и да направиме нешто преголемо и да се бориме за се што ќе ни текне на нас. Но затоа, како што напоменав претходно, не треба ни ние како средношколци да ни дадена силата да можеме толку многу да променуваме, туку да има некој ниво каде што ќе се прочитува авторитетот во средните школи. Немаме школско звонче, меѓутоа заврши овие 45 минути. Ви благодарам на сите за присуството. Следната недела со нова тема во исто време се гледаме на час.